Хари Потер и каменот на мудроста. Глава 6. Перонот 9 и 3/4. Последниот месец од Дарслиеви не беше многу забавен. Дадли сега толку многу се плашеше од Хари, што не сакаше да остане со него во иста соба, а тетка Петунија и тетин Вернон не го затвараа во плакарот, не го казнуваа, ниту му викаа, всушност сосема престанаа да му зборуваат. Преплашени и бесни се однесуваа небаре столот на кој Хари седеше беше празен. Иако ова беше вистински напредок, по некое време почна да го тишти. Времето го минуваше во својата соба, а друштво му правеше единствено бувот. Реши да го вика Хедвиг, име што го пронајде во историја на магијата. Учебниците беа многу интересни. Испружен на креветот, читаше до доцна во ноќта, а Хедвиг влегуваше и излетуваше низ прозорецот колку што сакаше. Среќа што тетка му престана да ја чисти собата, зашто Хедвиг постојано носеше мртви глувчиња. Секоја вечер пред да заспие, на хартијата што ја имаше закачено на зидот, го пречкртуваше денот и така броеше уште колку дена има до 1 септември. На последниот ден од август реши да ги праша тетка му и тетин му дали ќе го однесат до станицата следниот ден. Тие гледаа квиз на телевизија. Се накашла да им соопшти дека е тука и дадли вресна и истрча од собата. Тетин Вернон? Тетин му промрмори нешто како одговор. Утре треба да бидам на Кингс Крос за да заминам за Хогвартс. Тетин му повторно промрмори нешто. Ке можеш ли да ме префрлиш, те молам? Уште еден мрмр. Тоа веројатно беше да. Благодарам. Хари сакаше да си замине горе, кога тетин му прозбори. Чуден начин да се стигне до школа за волшебници. Што се случило со волшебничките килими? Да не се дупнале сите? Хари не одговори ништо. А каде е точно тоа училиште? Не знам, рече Хари и за прв пат свати дека навистина не знае. Од джебот го извлече билетот што му ја даде Хагрид. Треба да фатам воз од перон 9 и 3/4 утре во 11 часот. Прочита. Тетин му и тетка му зјапнаа. Кој перон? 9 и 3/4. Не зборувај глупости, таков перон не постои. Така пишува на билетот. Шипи ги, рече тетин му. Се лудак до лудак. Ке видиш, само чекај. Добро, ке те однесеме на станица. И така одиме утре во Лондон. Инаку ич немаше да се мачам. Зошто одите во Лондон? Праша Хари, обидувајќи се да биде учтив. Го носиме Дадли во болница, зарежа тетинот. Да му го извадат розовото опавче пред да замине во Смелтингс. Следното утро Хари се разбуди во 5 и од голема возбуда и трема не успеа пак да заспие. Седна и си ги облече фармерките зашто не сакаше да шета по станица во волшебничка униформа. Можеше да се преслече на возот. Уште еднаш го прочита списокот за да провери да не заборавил нешто, потоа провери дали вратничката од кафезот на Хедвиг е добро затворена и на крајот почна да чекори по собата, чекајќи да се разбудат другите. 2 часа подоцна неговиот голем сандак беше натоварен во автомобилот, а тетка Петунија некако успеа да го наговори Дадли да седне до Хари. Тргнаа. Во 10:30 веќе беа на станицата. Тетин Вернон го качи сандакот на една колечка и почна да ја турка кон станицата. Хари не можеше да се изначуди што му стана на човекот, кога тој наеднаш застана пред пероните и се изнасмеа. Па еве сме дете. Перон 9, перон 10. Твојот треба да е некаде на средината, ама изгледа заборавиле да го изградат, а? Беше во право. Имаше голема пластична бројка 9 на едниот перон и голема пластична бројка 10 на другиот, а меѓу нив беше празно. Помини си убаво, рече тетин му подсмешливо, се сврте и си замина без збор повеќе. Хари се сврте точно на време за да го види автомобилот како се оддалечува. Тројцата патници во него се смееја на глас. Хари се смрзна. Што да прави сега? Хедвиг почна да привлекува чудни погледи. Ке мора да праша некого. Не се осмелуваше да го спомне перонот 9 и 3/4. Запре еден од чуварите и го праша за возот за Хогвартс. Чуварот рече дека никогаш не слушнал за таков воз и праша во кој дел од земјата се наоѓа тоа место. Кога Хари не знаеше да му го каже ни тоа, чуварот се налути. Мислеше дека се подбива со него. Со очај во гласот, Хари праша на кој перон е возот што тргнува во 11 часот. Чуварот одговори дека нема таков. Промрморе нешто за луѓето што му го губат времето и си замина. Хари со сета сила се обидуваше да го надвие стравот што почна да го фаќа.
Според големиот часовник на таблата што ги најавуваше пристигнувањата на возовите, имаше само уште 10 минути за да стигне до својот воз, а немаше поим како. Беше оставен сам среде станицата со сандак што не можеше да го поткрене, со джеп полн волшебнички пари и со голем буф. Се чинеше дека Хагрид заборавил да му каже нешто битно, како на пример да ја потчупне третата цигла лево или нешто слично. Се прашуваше дали да го извади стапчето и со него да тропне по билетарницата меѓу пероните 9 и 10. Во истиот момент една голема група луѓе поминаа покрај него и тој успеа да фати неколку збора од нивниот разговор. Врие од нормалци како и обично. Хари брзо се заврте. Една полничка жена зборуваше со 4 деца со пламено црвена коса. Сите пред себе туркаат сандак ист како неговиот и имаа пуф! Срцето ќе му скокнеше од градите. Веднаш почна да ја турка количката по нив. Кога застана и тој, доволно близу да им го чуе муабетот. Кој перон? Праша мајката. 9 и 3/4. Процрцоре малото девојче со црвена коса што ја држеше за рака. Мамо, може и јас да одам? Уште си мала, Джини. Молчи сега. Ајде, Перси, оди прв. Најстарото момче тргна кон пероните. Хари внимаваше да не трепне за да не го изгуби од видот, но токму кога тој стигна меѓу 9-тиот и 10-тиот перон, меѓу нив се испречи цел рој туристи. Кога измина и последниот ранец, момчето веќе го немаше. Фред, тебе ти е редот, рече жената. Јас не сум Фред, јас сум Џорџ, одговори детето. И ти си ми била некоја мајка. Не ме познаваш дека сум Џорџ? О, извини, Џорџ душо. Те смотав, јас сум Фред, рече детето и тргна. Брат му, близнакот, викна по него да побрза и тој се чини го послуша, зашто во следниот миг го снема. Ама како? Сега третиот брат тргна кон зидот меѓу пероните. Рече си беше таму и во следниот момент не беше веќе никаде. На Хари не му проостана ништо друго, освен да ѝ се обрати на жената. Извинете. Здраво, душо. Прв пат во Хогвартс. И Рон е нов. И покажа кон најмладиот од своите синови. Детето беше високо, ковчесто и несмасно, со пегаво лице, големи раце и нозе и долг нос. Да, рече Хари. Само што не знам како. Како да стигнеш до перонот? Го праша жената љубезно и Хари кимна со главата. Не се секирај, му рече. Треба да одиш само право кон зидот меѓу пероните 9 и 10. Не запирај и не се плаши дека ќе се треснеш во зидот. Тоа е многу битно. Ако те фаќа страф, најдобро е да трчаш. Ајде, оди пред Рон. Уф, добро. Хари ја исправи количката и го погледна зидот. Изгледаше тврд. Тргна. Патниците што брзаа кон пероните 9 и 10 го туркаа. Хари забрза. Ке се тресне во проклетиот зид и дури тогаш нема да си го знае крајот. Се наведна над количката и почна да трча. Зидот се приближуваше се поблиску. Нема да може да закочи. Количката му излезе од контрола, уште чекор. Замижа подготвен за ударот. Но до удар не дојде. Се уште трчаше. Најпосле ги отвори очите. Црвена парна локомотива чекаше на перон начичкан со луѓе. На таблата што висеше над неа пишуваше Хогвартс експрес 11 часот. Хари се сврта назад и на местото каде што беше билетарницата виде засводена порта од ковано железо со надпис Перон 9 и 3/4. Значи успеа. Чадот од локомотивата се крееше над главите од луѓето што си муабетеа, а мачки во секакви бои им се мотаа ваму таму меѓу нозете. Вувовите вознемирано се довикуваа над вревата и чкрипењето на тешките сандаци. Првите неколку вагони веќе беа полни со ученици. Некои висеа наведнати над прозорците и разговараа со фамилиите, други се тепаа за седиштата. Хари ја туркаше количката по перонот во потрага по празно седиште. Едно дете со тркалезни образи велеше: Бабо, пак ми ја нема жабата. Ох, Невил, воздивна старицата. Група деца беа собрани околу едно момче со долги сукани прамени. Дај да видиме Ли, ајде! Момчето го поткрена капакот од кутијата што ја држеше в раце и децата почнаа да врескаат кога од внатре излезе една долга влакнеста нога. Хари продолжи да се турка низ толпата, се дури не најде празно купе на крајот од возот. Прво ја внесе Хедвиг, а потоа почна да го турка и влече сандакот кон вратата. Се обида да го крене по скалите, ама одвај го поткрена едниот крај и два пати ги виде сите звезди кога го испушти врз ногата. Треба помош, праша еден од црвенокосите близнаци што минаа низ зидот пред него. И тоа како?
збифташе Хари. Еј, Фред, дојди вамо на помош. Со помош на близнаците, сандакот најпосле беше сместен во ќошот од купето. Благодарам, рече Хари и ја турна испотената коса од очите. Што ти е тоа? Еден од близнаците покажа кон неговата лузна. Проклетство, рече другиот. Да не си ти. Тоа е, рече првиот. Нели? Што? Праша Хари. Хари Потер, одговорија близнаците во хор. Тоа, рече Хари. Да, јас сум. Децата зјапнаа во него и тој почна да поцрвенува. За среќа низ отворената врата на возот допре гласот на мајка им. Фред, Џорџ, каде сте? Еве сме, мамо. Го погледнаа Хари уште еднаш и скокнаа од возот. Хари седна до прозорецот. Оттаму, зацкриен, можеше да ја види црвенокосата фамилија и да го чуе нивниот разговор. Мајката ја извади марамче од чантата. Рон, имаш нешто на носот. Најмладиот син се обиде да се шмугне, но мајка му го фати и почна да му го трие врвот од носот. Мамо, пушти ме, некако успеа да се извлече. Малиот Лони има нешто на носето, го задре еден од близнаците. Доста бе, рече Рон. Каде е Перси? Праша мајката. Еве го иде. Најстарото момче веќе беше облечено во црната униформа на Хогвартс и Хари на неговите гради забележа сребрена значка со буквата Р. Морам да побрзам, мамо, рече. Јас сум напред, има 2 купеа само за редарите. О, ти си редар, Перси, се изначуде еден од близнаците. Не знаевме, требаше да се пофалиш. Чекај, мислам дека спомна нешто, додаде другиот близнак. Еднаш или 2 пати? Накратко, ама цело лето. Доста, им свика редарот Перси. Од каде па сега нова униформа за него? Се побуди пак еден од близнаците. Затоа што е редар, одговори мајката со гордост. Ајде, душо, добар почеток, прати буф кога ќе стасате. Го бакна Перси во образот и тој замина. А сега вие двајцата. Оваа година внимавајте што правите. Ако добијам уште еден буф со порака, дека сте кренале во воздух некоја клозетска шолја или никогаш не сме кренале во воздух клозетска шолја. Ама идејата ти е добра, фала, мамо. Не е воопшто смешно. И водете грижа за Рон. Не се секира јагнето, мамино е на сигурно со нас. Доста бе, повтори Рон. Тој беше висок, речиси колку и близнаците, но носот уште му беше црвен на местото каде што мајка му го триеше. Еј, мамо, нема да поверуваш. Знаеш кого го сретнавме сега во возот? Хари се испружи на седиштето да не го забележа дека ги слуша. Го виде детето со црна коса што стоеше до нас на станицата? Погоди кој е? Кој? Хари Потер. Малото девојче веднаш се вмеша. Мамо, пушти ме, додам да го видам, те молам. Веќе го виде Джини и не е убаво да зјапаш во луѓето како во зоолошка градина. Вистина, Фред, од каде знаеш? Го прашав, му го видов белегот, но вистина е како молња. Кутрото дете, се чудев што е сан. Беше толку учтив кога ме праша како да стигне до перонот. Пушти го сега тоа. Туку, мислиш се сеќава како изгледа знаеш кој? Лицето на мајка му веднаш се смрачи. Ти забранувам да го прашаш, Фред. Не, да не си писнал. Не чини да го потсетуваш на такви работи уште на првиот школски ден. Добро, немој веднаш да скокаш. Се чу свиреш. Побрзајте, викна мајката и 3 деца се качија на возот. Се наведнаа низ прозорецот за да ги бакне за збогом и сестричката почна да цимолка. Не плачи, Джини, ќе ти пратиме полно бубови. Ќе ти пратиме тоалетна шолја од Хогвартс. Џорџ! Се шегувам де. Возот тргна. Хари ја виде мајката како им мафта, а девојченцето малку со плачење, малку со смеење, трчаше крај возот, се дури тој не забрза, потоа застана и почна да им мафта. Кога возот излезе од станицата, жената и девојчето се изгубија од видот. Куќите летаа крај прозорецот. На Хари срцето му дојде в грло од возбуда. Не знаеше каде оди, но што и да го чекаше, сигурно беше подобро од она што го остави зад себе. Вратата од купето се отвори и влезе најмладото црвенокосо момче. Слободно е тука? Праша и покажа на седиштето од спротива на Хари. Секаде е полно. Хари кивна потврдно и момчето седна. Фрли еден брз поглед кон Хари и веднаш потоа се сврте кон прозорецот, како воопшто да не го погледнал. Црната дамка се уште му стоеше на носот. Еј, Рон! Близнаците повторно се појавија на вратата.
Ќе одиме во средината на возот. Ли Џордан донесол джиновска тарантула. Мора да се види тоа чудо. Добро, промрмори Рон. Хари, заборавивме да се представиме, рече другиот. Фреди Џорџ Визли. Ова е брат ни Рон. Се гледаме. И близнаците ја затворија вратата. Ти навистина си Хари Потер? Му излета на Рон. Хари кимна со главата. Добро, мислев пак ме мотаат, рече Рон. А навистина ли имаш? И покажа кончелото. Хари ја тргна косата за да му го покаже белегот. Рон зјапна. Значи тука те погодил. Да, ама ништо не се сеќавам. Ептен ништо? Само силна зелена светлина, ништо друго. Уф, рече Рон и продолжи да зјапа во Хари. Но потоа како да се сети дека мајка му не го учеше така, па повторно се сврте кон прозорецот. Во твојата фамилија сите се волшебници? Праша Хари, кому Рон му беше исто толку интересен колку тој нему. Па мислам сите, рече Рон. Мајка ми има еден втор братучет што е книговодител, ама никогаш не го спомнуваме. Сигурно веќе знаеш многу магии. Беше јасно дека Визли се една од оние стари волшебнички фамилии за кои зборуваше бледото дете во дијагоналната уличка. А ти живееше со нормалци, нели? Рече Рон. И какви се? Ужас. Не сите, ама тетка ми, тетин ми, братучет ми се катастрофа. Ех, да имав и јас тројца браќа волшебници. 5, рече Рон со смрачено лице. Јас сум 6-тиот од нашата фамилија во Хогвартс и морам да им бидам рамен. Бил и Чарли веќе завршија. Бил беше најдобар во генерацијата, а Чарли беше капитен на тимот во Квидич. Сега Перси е радар. Фреди Џорџ креваат многу врева, ама имаат добри оценки и сите мислат дека се многу смешни. Од мене се очекува да бидам добар како нив. А и да бидам, тоа нема да е ништо посебно затоа што тие беа први. Никогаш не ти купуваат ништо ново. Од Бил ја наследив униформата, од Чарли стапчето, а од Перси неговиот стар глушец. Рон брцна во џебот од палтото и извлече дебел сив глушец што цврсто спиеше. Ова е Скаберс и не го бива за ништо. По цел ден спие. Перси доби буф од татко ми затоа што го одбра за редар, ама за мене нема, мислам, јас го добив Скаберс. Ушите му поцрвенеа. Изгледа мислеше дека премногу избрборе, па затоа и се врати на гледката низ прозорецот. Хари мислеше дека не е ништо страшно ако некој не може да си дозволи да купи буф. До пред некој месец ни тој никогаш немаше своји пари. Затоа му раскажа на Рон се за тоа. И дека можеше да ги носи старите алишта на Дадли и дека никогаш не добиваше аселен подарок за роден ден. Рон малку се разведри. А пред Хагрид да ми каже немав поим ни дека сум волшебник. Не знаев ништо за моите родители, ниту за Волдеморт. Рон зина. Што е па сега? Праша Хари. Му го кажа името на знаеш кој, рече Рон со стравопочит. Можев и да предпоставам дека од сите луѓе, ама не се правам важен со тоа што ќе му го кажам името, се бранеше Хари. Само што не знам дека не смее да се каже. Ете, гледаш, ништо не знам. Се кладам дека ќе бидам најлош во оделението. Хари за прв пат го изрече она што долго време го мачеше. Нема да бидеш. Има уште еден куп луѓе што потекнуваат од семејства на нормалци, па брзо учат. Додека разговараа, возот го остави Лондон за себе. Сега брзаа крај ливади полни крави и овци. Замолчија и ги гледаа полињата на патчињата што минуваа крај нив. Околу 12:30 се чу шкрипеж низ ходникот и една насмеана жена со дупчиња во образите ја турна вратата и ги праша. Сакате нешто од количкава, милички? Хари, кој немаше појадувано, веднаш скокна на нозе. Ама на Рон ушите пак му се вцрвија и промрморе дека има сендвичи. Хари излезе во ходникот. Кај Дарслиеви никогаш не добиваше пари за бомбони, па сега кога имаше џебовиш од зветска, а со злато и сребро, беше подготвен да купи Марс чоколадо колку што можеше да носи. Но жената немаше Марс чоколадо, туку Берти Бот бомбони со секаков вкус. Друбл гоми за џвакање, чоколадни жаби, птички со тиква, котел колачи и уште многу други чудни нешта што Хари никогаш порано ги немаше видено. Не сакајќи да пропушти ништо, купи од сите по неколку и плати 11 сребрени српа и 7 бронзени кнута. Рон го гледаше како го внесува купот храна и го истура на едно од празните седишта. Гладена? Како волк, одговори Хари и одгриза еден голем залак од питата со тиква. Рон извади едно пакетче и го одвитка. Имаше 4 сендвичи. Зеде еден, го отвори и рече.
Секогаш заборава дека не сакам мартадела. Да се смениме за едно од овие, рече Хари, држејќи во раката парче пита. Ајде, нема да ти се бендиса, многу е суво, му одговори Рон. Мајка ми нема многу време. 6 мина сме, додаде веднаш. Ајде, земи од питава. Инсистираше Хари, кој никогаш порано немаше ништо што можеше да го подели, ниту пак некого со кого можеше да дели. Беше убаво да си седи тука со Рон и да си ги делат питите и колачите. Сендвичите лежеа заборавени. Што се овие? Праша Хари, држејќи во раката пакетче чоколадни жаби. Да не се вистински жаби? Веќе почна да чувствува дека ништо не смее да го изненади. Не, одговори Рон. Ама види каква сликичка има. Ја немам Агрипа. Кого? Па ти не знаеш. Во чоколадните жаби има сликички, славни волшебници и волшебнички. Сите собираат. Ја имам повеќе од 500, ама ја немам Агрипа, ниту Птоломеј. Хари ја одвитка чоколадната жаба и ја извади сликичката. Покажуваше машки лик со полукружни очила, голем свиткан нос и долга сребрана коса, мустаки и брада. Под сликата стоеше името Албус Дамблдор. Значи ова е Дамблдор, рече Хари. Немој да ми кажеш дека никогаш не си слушнал за него, рече Рон. Може да земам една жаба? Може ќе ми се падне Агрипа. Фала. Хари ја заврте сликичката и на задната страна прочита. Албус Дамблдор, сега директор на Хогвартс. Од многумина сметан за најголемиот волшебник на модерното време, професорот Дамблдор е особено познат по поразот на мрачниот волшебник Гринделвалд во 1945 година, по откривањето на 12 употреби на змејска крв и по трудовите во областа на алхемијата во соработка со неговиот партнер Николас Фламел. Професорот ужива во камерна музика и во куглање. Хари ја заврте сликичката за да погледне уште еднаш и се изненади кога виде дека лицето на Дамблдор исчезнало. Го снема! Па нема да седи тука цел ден, рече Рон. Ке се врати. Пак ми се падна Моргана. А ја имам веќе 6 пати. Ја сакаш? Можеш да почнеш да собираш и ти. Очите пак му запреа на купчето чоколадни жаби што чекаа да бидат одвиткани. Земи си, го понуди Хари. Ама знаеш, во светот на нормалците луѓето си стојат на фотографиите. Вистина? Како? Воопшто не се движат? Рон беше вистински вчудовитен. Откачено. Хари гледаше како Дамблдор повторно се сместува на сликичката и му се смешка. Рон повеќе го интересираше да си касне од џабчињата, отколку да ги гледа славните волшебници и волшебнички, ама затоа Хари не можеше очите да ги тргне од нив. Наскоро на Дамблдор и на Моргана им се придружија Хенгис од Вудкрофт, Алберик Грањон, Кирка, Парацелзус и Мерлин. Најпосле ја остави друидката Клиодна на мира и си го почеша носот и отвори една кесичка со Берти Бот бомбони со секакви вкусови. Мораш многу да внимаваш со овие бомбони, го предупреди Рон. Кога велат секакви вкусови, тоа навистина значи секакви вкусови. Добро, ги има сите обични како чоколадо, ментол или портокал, ама може да ти се падне и праз или джигер или чкембе. Џорџ мисли дека еднаш му се паднала некоја со вкус на мрсули. Рон одбра една зелена, ја разгледа внимателно и грицна едно ќоше. Ти реков, расол. Бомбоните со секакви вкусови беа добра разонода. На Хари му се падна препечен леп, кокос, тавче гравче, јагода, кари, трева, кафе, сардина, па дури беше и доволно храбар да проба еден гриц од сомнителната сива бомбона која Рон не сакаше да ја допре. На крај излезе дека е бибер. Пејсажот што минуваше крај прозорците стануваше подив. Обработените полиња се сменија со шуми, кривулести реки и темно-зелени ридови. Некој чукна на вратата и миг подоцна на неа се појави детето со тркалезни образи, што Хари го виде на перонот 9:3/4. Очите му беа црвени. Извинете, рече, дали сте виделе еден жабец? Кога тие затресоа со главите во одговор, детето почна да липа. Па го изгубив. Постојано ми бега. Ке се појави од некаде, се обиде да го утеши Хари. Се надевам, рече детето нажалено. Ако го видите, си замина. Не ми е јасно што толку се скиснал, рече Рон. Да имав јас жаба, ќе ја загубив колку што можев побрзо. Туку се најде кој да зборува. Гледа го само мојов глушец. Глушецот уште рчеше во скутот на Рон. И да умре, исто ми се фаќа, рече Рон со гадење.
Вчера пробав да го направам жолт за да биде поинтересен, ама магијата не ми успеа. Ке ти покажам, чекај. Прошурка низ сандакот и извлече едно излижано стапче. На неколку места дрвото беше излупено, а од врвот зиркаше нешто бело. Влакната од еднорогот почнаа да излегуваат. Ама гледај сега. Токму го крена стапчето кога вратата пак се отвори. Повторно беше детето што си го бараше жабецот, овој пат во придружба на едно девојче кое веќе ја имаше облечено новата униформа. Да не сте виделе жаба? Невил си ја загубил, рече. Имаше заповеднички глас, бујна кафеава коса и прилично крупни предни заби. Само што му кажавме дека не сме ја виделе, одговори Рон, но девојчето веќе не го слушаше. Гледаше во стапчето во неговата рака. О, правите магии? Тоа мора да се види, рече и си седна. Рон се збуни. Па добро, се накашла и си го прочисти грлото. Сонце, нарцис, мимоза, алоја, обојго глушецов со жолта боја. Замавна со стапчето, ама ништо не се случи. Скаберс остана сив, дебел и успан. Сигурен си дека ова е магија? Не ти е баш добра, рече девојчето. И јас пробав неколку едноставни магии, за да повежбам и сите ми успеа. Никој во мојата фамилија не е волшебник. Многу се зачудив кога го добив писмото, ама бев и многу задоволна, се разбира. Ова е најдоброто училиште за волшебништво што воопшто постои. Така слушнав. Ги научив сите зададени книги на памет, се разбира. Се надевам дека е доста за почеток. Патем, јас сум Хермиона Грейнџер. А вие? Сето ова го кажа во еден здив. Хари погледна во Рон и по вџашениот израз на неговото лице разбра дека и тој ги нема научено сите книги на памет. Му лесна. Јас сум Рон Визли. Хари Потер. Вистина? Рече Хермиона. Знам се за тебе, се разбира. Прочитав уште неколку книги, така за општа култура. Те спомнуваат во модерна историја на волшебништвото, во подемот и падот на мрачните сили и во големите волшебнички настани од 20 век. Навистина? Се зашемети Хари. Господи, зарем не знаеш, да бев на твое место ќе имав прочитано се поред. А знае ли некој од вас во кој дом ќе биде? Се распрашав наоколу и се надавам дека ќе паднам во Грифиндор. Звучи подобро од сите други. Слушам дека и самиот Дамблдор учел таму, ама мислам дека Ревенкло нема да биде лошо. Добро, да одиме да го побараме жабецот Невил, а вие двајцата порано да се пресоблечете, мислам дека наскоро ќе стигнеме. И замина влечејќи го Невил по неа. Сеедно во кој дом ќе паднам, само да сум подалеку од неа, рече Рон. Го фрли стапчето назад во сандакот. Глупава магија. Џорџ ми ја даде. Требаше да знам дека пак ме влече за нос. Во кој дом се твоите браќа? Праша Хари. Грифиндор, рече Рон и пак се смрачи. И мајка ми и татко ми биле таму. Не знам што ќе речат ако не паднам таму. Мислам дека и Ревенкло не би бил лош, ама замисли ако ме стават во Слидерин. Тоа бил домот на Волд, односно, знаеш кој? Праша Хари. Да, одговори Рон и потона во седиштето со загрижен поглед. Знаеш, мислам дека мустаките на Скаберс малку му пожолтеа, рече Хари за да го развесели. А со што всушност се занимаваат твоите најстари браќа, сега кога го завршија училиштето? Хари навистина се прашуваше што работат волшебниците во животот. Чарли проучува ламји во Романија, а биле во Африка, работи нешто за Гринготс, рече Рон. А слушна ли за Гринготс? Дневен пророк со денови пишуваше за тоа. Ама не верувам дека ти си разбрал. Некој се обиде да ограби еден од строго доверливите трезори. Хари се здрви. Вистина? Како завршија крадците? Никако, тоа е работата толку голема. Не ги фатија. Татко ми вели дека само некој многу моќен мрачен волшебник можел да влезе во банката. Ама мислат дека не зел ништо, што е многу чудно. Сите се преплашени кога ќе се случи нешто вакво. Мислат дека знаеш кој може би е вмешан. Вестите го фрлија Хари во мисла. И тој веќе почна да чувствува студ околу срцето кога некој ќе го спомнеше знаеш кој. Предпоставуваше дека тој е дел од животот во светот на волшебниците, но нему многу полесно му беше да каже Волдеморт и повеќе да не се грижи. За кого навиваш во Квидич? Праша Рон. Немам поим, призна Хари. Што? Рон не можеше да си дојде на себе од чудење. Тоа е најдобрата игра во светот. И почна надолго и нашироко да објаснува се за 4 топки и за местоположбата на 7 играчи, да опишува игри на кои бил со браќата и да набројува метли што би сакал да ги купи кога би имал пари. Токму навлезе во деталите на играта кога вратата повторно се отвори, но овој пат не беше Невил за да провери дали му е тука жабата, ниту пак Хермиона Грейнџер.
Влегоа 3 момчиња и Хари веднаш го препозна она што стоеше во средината. Бледото дете од продавницата на мадам Малкин. Гледаше во Хари со многу поголем интерес отколку што покажа во продавницата во дијагоналната уличка. Сите велат дека Хари Потер е во ова купе. Ти ли си тој? Праша. Да, рече Хари, меркајќи ги другите две момчиња. Беа крупни и набиени и се чинеа опасни. Стоеа од двете страни на детето како да му се чувари. Детето го забележа погледот на Хари и со небрежен глас рече: Ова се Креб и Гойл. Јас сум Драко Малфој. Рон се накашла за да ја скрие смејата што го фати. Драко го погледна. Мислиш дека името ми е смешно? Јас пак нема потреба да те прашувам за твоето. Веднаш се гледа. Татко ми каже дека сите визли имаат црвена коса, пеги и повеќе деца отколку што може да издржуваат. Повторно се сврте кон Хари. Наскоро ќе ти стане јасно дека некои волшебнички фамилии се подобри од другите, Потер. Можам да ти помогнам да најдеш пријатели од вистинската сорта. Му ја пружи раката на Хари, ама Хари не ја прифати. Мислам дека и самиот можам да пресудам кои се од вистинската сорта, благодарам, му одговори ладно. Бледото лице на Драко не можеше да поцрвени, но затоа образите му станаа розови. Да бев на твое место ќе бев повнимателен, Потер, рече развлечено. Ако не научиш да бидеш поучтив, ќе завршиш како твоите родители. Ни тие не знаеле што е добро за нив. Продолжи да висиш со вакви простаци како Визли и Хагрид и ќе се усрекиш. Хари и Рон станаа во истиот момент. Лицето на Рон му беше црвено како косата. Повтори уште еднаш, го предизвика. Опа, сакате тепачка, се исклешти Драко. Ако веднаш не излезете, рече Хари со повеќе храброст отколку што чувствуваше, зашто Креб и Гойл беа многу поголеми од него и од Рон. Ама нам тука ни е убаво. Ја изедовме сета храна, а види уште колку имате вие. Гойл посегна по чоколадните жаби и Рон скокна кон него, но пред да го допре тој испушти страшен крик. Глушацот Скаберс висеше од неговиот прст, а ситните остри заби беа длабоко зариени во месото. Креб и Драко се повлекоа кон вратата додека Гойл мафташе со раката и врескаше на цел глас. Најпосле Скаберс одлета и удри во прозорецот, а тројцата непоканети гости веднаш исчезнаа. Можебе мислеа дека меѓу чоколадата се кријат уште глувци или пак ги слушнаа чекорите во ходникот, зашто во следниот момент на вратата се појави Хермиона. Што се случило овде? Праша гледајќи во бомбоните истурени на душемето. Рон го крена глушецот за опаш. Мислам дека е готов, рече и го погледна со внимание. Не, ова е неверојатно. Пак спие. Навистина, глушецот пак беше заспал во длабок сон. Го знаеш Драко од порано? Хари ја опиша средбата во дијагоналната уличка. Сум слушнал за неговата фамилија, рече Рон намуртен. Беа меѓу првите кои се вратија на наша страна кога исчезна знаеш кој. Рекоа дека биле магепсани, ама татко ми не верува. Вели дека на Малфој не им треба извинување за да преминат на мрачната страна. Се сврте кон Хермиона. Ти треба нешто? Побрзете со пресобликувањето. Сега бев напред да го прашам машиновозачот уште колку имаме и ми рече дека речици сме стаселе. А вие не се степавте, нели? Ке добиете казна уште пред да стигнеме. Скаберс се тепаше за нас, рече Рон гледајќи ја намуртено. Сега ке не оставиш да се пресоблечеме? Добро де, влегов овде само затоа што надвор сите се бркаат по ходниците. Не баре се во градинка, рече Хермиона со презир во гласот. А ти имаш нешто на носот, знаеш? Рон ја гледаше налутено, дури излегуваше. Хари погледна низ прозорецот, се стемнуваше. Небото над планините и шумите беше темно-виолетово. Возот навистина се движеше побавно. Ги соблекоа палтата и ги навлекоа долгите црни униформи. Мантијата на Рон му беше малку куса и под неја му се гледаа патиките. Низ возот одекна глас. Стигнуваме во Хогвартс за 5 минути. Ве молиме багажот да го оставите на возот. Ќе биде однесен во училиштето посебно. Стомакот на Хари не баре му се врза во јазол. А Рон изгледаше многу блед под пегите. Ги настегаа џебовите со бомбоните и чоколадата што им останаа и се придружија на толпата што навали во ходниците. Возот сосема забави и најпосле застана. Се пробија низ вратата и излегоа на еден мал и мрачен перон. Хари се стреса на студениот ноќен воздух. Потоа се појави ламба над главите на учениците и еден познат глас извика. Прва година наваму! Арен си, Хари!
Големото влакнесто лице на Хагрид се смешкаше над морето од детски глави. Ајде по мене. Има ли уште некој од прва година? Внимавајте каде газите. Прва година по мене. Со лизгање и тетеравење го следеа Хагрид по тесното патче што стрмно се спушташе надолу. Беше толку темно што Хари претпоставуваше дека од двете страни на патот мора да има високи дрвја. Никој не зборуваше многу. Невил шмркна еднаш или два пати. Сега ќе го видите Хогвартс, викна Хагрид преку рамото. Еве, зад оваа кривина, се слушна гласно. Вау! Тесното патче неочекувано излезе на брегот од големото црно езеро. На врвот од планината што се наоѓаше преку езерото со осветлени прозорци наспроти звезденото небо се извишуваше огромен замок со бројни кули и кубиња. Не поиќе од четворица во чамец, извика Хагрид и покажа кон малата флота кајчиња што се нишаа на водата крај брегот. На Хари и Рон во чамецот им се придружија Невил и Хермиона. Сите се сместивте, викна Хагрид кој самиот беше седнат во еден чамец. Тогаш напред! Флотата кајчиња се одлепи од брегот и почна да се лизга преку езерото мазно како стакло. Сите молчеа и гледаа во замокот што се извишуваше се повисоко и повисоко над нивните глави, како што се доближуваа до гребенот на кој стоеше. Главите долу, викна Хагрид кога првите чамци стасаа на спротивниот брег. Ги наведнаа главите и чамците минаа низ завеса од бршлен кон еден широк отвор во карпата и понатаму низ темен тунел кој ги водеше некаде под замокот, се додека не стигнаа до едно подземно пристаниште каде се истоварија на карпите и на песокот. Еј, ти таму, да не е твоја жабава? Праша Хагрид кој ги проверуваше чамците од кои излегуваа децата. Тревор! Извика Невил гласно и ја испружи раката. Потоа, следејќи лампата на Хагрид, се искачија низ еден тунел во карпата и најпосле излегоа на бујната влажна трева веднаш под замокот. Се искачија по камените скали и застанаа пред огромната дабова врата. Сите сме тука? Ти таму, тука ти е жабата? Хагрид ја крена джиновската тупаница и чукна 3 пати на вратата од замокот.